Патешествие за азил во САД кое траело 15 години. Американскиот одбор за жалби за имиграција пресуди во корист на мексиканскиот новинар Емилио Гутиерес Сото. После толку долго чекање, толку многу фрустрации, но се чувствувам среќен и пред се многу сум благодарен. Новинарот побегнал со својот син на границата меѓу САД и Мексико 2008 по смртните закани поради неговото известување за корупцијата во мексиканската војска. Пристигнувајќи на влезното пристаниште во САД, тој побарал азил. И започна многу долга и неправедна одисеја во која тој 2 пати беше приведен и покрај тоа што не прекрши никакви закони. Така, ова беше голема борба за Националниот клуб на новинари и за голем број други организации за слобода на печатот. На настанот во Вашингтон, за да го истакне неговиот случај, Гутиерес е среќен, зборува со други новинари, но понекогаш ги задржува солзите додека им се заблагодарува на луѓето што му помогнале на овој пат. Се чувствувам исклучително благодарен за моите адвокати и за новинарите. Застапниците за слободата на печатот и за првиот амандман вела дека патувањето на Гутиерес покажува систем на имиграција што треба да се промени. И тие сакаат подобра заштита за новинарите кои мора да дојдат во САД од безбедносни причини. Она на што повикуваме е повеќе западни демократи да го направат она што го направи Канада, а тоа е воведување специјална виза за активистите за човекови права, во која ќе бидат вклучени новинари кои се под закана поради оваа глобална војна против демократијата. Таквиот систем, вели Кети, ќе осигураме безбедност на новинарите, ќе им се помогне да се врати на работа. Бидејќи тоа е навистина најдобриот одговор за диктаторите. Можеби ќе можете да не принудите на екзил, но нема да не замолчите. Последниот чекор за Гутиерес Сото пред да добие зелена карта да оди пред судија во март и официјално да ги добие документите за азил. Активистите за слобода на печатот велат дека ќе бидат покрај Гутиерес Сото.